Утре е 9 мај, денот на Европа. Од визијата родена со Шумановата декларација до Унија соочена со војна на своите граници, енергетски шокови и нов геополитички поредок. Дали Европа е се уште глобален играч или станува периферија? Дали предолго живееше во удобната формула ефтина енергија од исток, безбедност од запад? И каде е Македонија во таа приказна? 3 децении на европскиот пат, а никако да стасаме до целта. Дали сме ние заглавени или Европа не знае што сака и каде оди? Во продолжение за сите овие прашања и дилеми, Ивица Боцевски, поранешен вице-премиер и за евроинтеграција и амбасадор, и Борис Георгиевски од македонската редакција на Дојче Веле, кој многу години живее и работи во Бон. Добре дојавте на програмата на Телма. Добро најдовме. Реков во најавата, Европа родена како мировен проект, дали денес е загубена меѓу тие идеали и реалноста, или како ако би ве замолил во неколку зборови да ја опишете Европа, како таа ви изгледа вам денеска? Ајде, јас ќе појдам митот дека тоа е родена како мировен проект, меѓутоа во суштина Шумановата декларација представува еден модел за економска соработка помеѓу 6 земји од Западна Европа, кои што во тој момент проаѓаат низ многу тешка криза. Значи, денеска кога зборуваме дали некои земји заслужуваат или не заслужуваат да влезат, дали се европски или не се европски, сиромашни или не се ромашни, ја забораваме перспективата. Во моментот кога Шумановата декларација е усвоена, Европа воопшто не е земја на изобилие. Европа е земја каде што луѓето имаат проблем да се загреат во зима. Не сите имаат можност до загревање во зима. Европа е простор каде што се уште постапени купони за храна. Европа нема доволно храна да се прехрани во тој период. Девастиран е континентот, девастирани се индустриите. Од аспект на економија, од аспект на демократија е уште полошо. Тоа е континент кој што после во Германија 12 години, во другите земји каде 4, каде 5 години, во Италија 20 години, имаме фашистички, нацистички диктатури, имаме историја на соработка со окупаторите, имаме една мала историја која што се глорифицира на отпор кон окупаторите. Значи, Европа не е демократски рај, туку Европа се 6 проблематични земји кои што се повторно се демократизираат. Значи, од почеток Европа не е создадена од супер развиени и од супер демократски земји, туку од земји кои што настојуваат да излезат од еден хаос и да направат нешто ново. Значи, затоа сакам да кажам, токму затоа митот е во ред. Втората работа што ја забораваме исто така дека и институцијата на Европската економска заедница во тој момент кога се создава е една од полугите на студената војна. И без американскиот безбедносен чадор, како што ние го нарекуваме тоа, невозможно да се замисли таа европска соработка во тој момент. Борис, како успеа Европската унија од оваа Европа што ја опишува Боцевски, поствоената после Втората светска војна, да стане еден таков економски џин, меѓутоа се чини дека сепак остана на некој начин политичко џуџе, или барем така наликува сега во моментот во рамки на новата распределба на глобалниот светски поредок? Па добро, тоа беше условено нели од меѓународниот поредок и од влијанието на САД, кое што со децении фактички беше безбедносниот гарант над Европа, и од тој аспект може да се каже дека Европа остана политичко џуџе, како што велиш ти, Горан. Но денес Европа е на крстосница и тоа трае веќе неколку години. Проблемот се внатрешните фактори кои што на некој начин ја дестабилизираат и создаваат проблем за еднината, но и надворешните сили и надворешните случувања, почнувајќи од Русија, нели, и руската агресија во Украина, доаѓањето на Трамп на власт во САД и проблемите во односите со Европската унија генерално и со поединечни земји. И секако оние, која реков, внатрешните фактори, тука пред се мислам на растот на екстремната десница во многу земји, на илибералните форми на владење кои што се појавија например во Унгарија. За среќа на тоа владење сега му дојде крај, ќе видиме како понатаму ќе се развива. И генерално најголемиот проблем во моментов е економијата насекаде, би рекол, во Европската унија, посебно во земјите мотори Франција и Германија. Тие проблеми во најголем дел, посебно во Германија, почнаа со руската агресија врз Украина
и таа зависност од руските енергенси, која што траеше со децении, на крај де факто им се удри од глава на најмногу на германските фирми и на германските компании, кои што беа моторот на развојот на земјата и многу се проблемите, бројни се и затоа велам, реков на почеток, сега целата Европска унија на крстопат кога треба да реши каде, што и како понатаму. Чини дека овој крстопат предолго трае и подолго време на тој крстопат и никако да фати правец Европската унија. Меѓутоа прашањето сега е како можеше Европската унија, европската елита, пред се тука мислам на германската, француската, британската, па и италијанската, да си дозволат да живеат во илузија дека Исток ќе не храни, тука мислам на Русија ќе не снабдува со ефтини енергенси, а Америка ќе не брани, дека ќе живее Европа под тој безбедносен НАТО чадор. Зошто не превенираа порано? Не се сети некој дека може да дојде до оваа ситуација? Ова рече илузија. Значи, живеа посебно Германија, долги години, посебно во ерата на Меркел, само ја засили таа зависност од Русија, од руските енергенси, од рускиот газ и нафта, и потоа тоа им се удри од глава на многу начини. За Франција не би можел да тврдам, мислам дека Франција е во малку поинаква ситуација, но ако се сеќавате, Германија во еден период ги исклучи сите атомски нуклеарни централи, така да само се зголемуваше таа зависност од надвор. Што се однесува до САД, претпоставам дека никој не можеше да очекува дека ќе дојде председател како Доналд Трамп, кој што де факто ќе работи на растурање на тие трансатлантски односи градени со децении претходно. И тоа е грешка на Европа секако што не ги проценила тие работи, што не преземала мерки на време. Меѓутоа, пак ќе кажам, очекувањата не беа во таа насока дека Путин одеднаш ќе почне да напаѓа се околу него, а на власт во Вашингтон ќе дојде еден Доналд Трамп кој што ќе работи на унаказување, би рекол, на тие односи. Добро, и овој меден месец, односно медени децении за Европа траја во исто време кога беа најголемите бранови на проширување. Значи во исто време Европската унија агресивно се ширеше кон исток и беше тоа најголемо проширување со најголем број прием на нови земји членки. Боцевски, каде сгреши Европската унија сега од оваа перспектива, кога е лесно да се наоѓаат забелешки и мања? Се зависи каде ќе одлоцираме, дали во политичкиот дел или во економскиот дел. Во економскиот дел едноставно е, вие не може да правите единствена валута и да функционирате во систем на единствен пазар, а без при тоа да имате едно тело кое што ги носи суверените одлуки. Односно, не може да имате една валута и не може да функционирате со единствен пазар, доколку во еден момент не решите да се федерализирате. Тоа е проблемот. Во Европа треба да има храбри политичари кои што ја кажат дека одиме кон Европска федерација и на тоа федерално ниво. Каде се загуби тој концепт? Тој никогаш не беше ставен на маса, тоа е проблемот, што секогаш се сметаше дека ајде интеграцијата ќе тереме постепено, нели? Па еден ден сите ќе се разбудат и ќе речат, па веќе толку сме далеку од идење, ај сега федерација да правиме. Не иде тоа така. Треба со луѓето да се работи, храбро да се каже, тоа е крајната цел, таму одиме, сакате или не сакате. И потоа да се знае во која насока се движи. Во моментов тоа делува нереално, дека некој во Париз, во Берлин, ќе се откаже од моќта која што ја поседува, затоа што се разбереме и покрај тоа што Урсула фон дер Лејен е председателка на Европската комисија, таа во рангот на европски политичари по моќ веројатно е некаде на 28-то место. Се знае кои се клучните носители на моќ во Европската унија. Тоа е реалниот проблем околу економијата која збориме. Околу политиката, ако зборуваме, мислам дека во еден момент премногу се влюбија во Брисел во успехот, во собствениот успех, па нели се додели Нобелова награда и така натаму. И тогаш се прават грешките. Затоа што светот е премногу комплексен. Светот е премногу конфузен, светот е премногу хаотичен. И постојано е во некое движење. Ако вие не се адаптирате на тоа движење, ќе ве прегази времето, едноставно. И со тоа се соочи Европската унија. А во однос на проширувањето, што го постави прашањето, тука ќе излезам со една работа која што ние во Македонија ретко дискутираме, треба да дискутираме. Значи, никој не направи грешка во Македонија. Мораме сега да ги амнестираме. Често сме знаеле да кажеме вој направи грешка, оној направи грешка. Никој направи грешка. Македонија немаше шанса. Никој во Европа никогаш немаше перспектива Македонија да влезе во Унијата, додека беа поранешните проширувања. Концептуално да, некаде во некој век. Меѓутоа, ајде ќе зборуваме за Македонија малку во продолжение, уште малку околу Европската унија, ваква каква што ја опишувате сега и каква што изгледа во вашата перцепција. Има ли шанси повторно Европа брзо
и во кус период од неколку децении да се врати да прерасне во вистинска геополитичка сила или секогаш ќе остане зад Русија, САД и Кина? Не, има како не, па прво не дојдовме во оваа ситуација за децении, него за години. Да го правевме овој мовет пред 10 години, немаше да зборуваме дека Европа заостанува, што правиме? Како правиме туку зборуваме главна регулаторна сила. Кој излезе од оваа позиција сега? Главен политиката ќе даде одговорот. Сега кој излез? Излезот ќе го даде на крајот на крижата политичарите кои што очекуваме да бидат избрани наредната година француски избори. Ќе видиме што ќе се случува во Германија, затоа што имаме една страшно непопуларна влада која што е скарана самата со себе и можеби ќе има пад на владата и нови избори. Значи, во моментот кога ќе се избере политичка елита која што ќе одлучи малку повизионерски да размислува или пак ќе размислува за развод, и сето е на маса, тогаш ќе се решат работите. Иако мислам сепак дека единствениот пазар ќе остане, затоа што тој одговара условно кажано на сите и четирите слободи, дека тоа ќе се одбрани. Сега, дали ќе се оди во насока на поголема политичка интеграција или ќе се оди наназад кон расчленување, одговорот ќе дадат политичарите. Добро, сметате дека е политички спин кога Трамп или неговата администрација вели дека Европа е пред цивилизацијски пропаст поради миграцијата и поради сите овие економски проблеми што и вие ги гледате и ги забележувате? Пресилно звучи тоа? Да, секако дека звучи пресилно, мислам да се зборува за цивилизацијски колапс, тоа можат само режими како не на Трамп, очигледно со тој некој ментален склоп и таков начин на критично размислување, би рекол, дека Европа се соочува со проблеми, апсолутно е јасно, посебно големите земји, Германија од сириската криза навака со приемот на тие милион бегалци, апсолутно се соочува со големи проблеми со интегрирањето на тие луѓе на многу други кои доаѓаат, би рекол, секојдневно во земјата и не само Германија, проблемот го имаат и јужните држави на континентот, значи Шпанија, Италија, Грција дури голем проблем има, да не зборам за Франција, каде што напливот на имигранти, илегални и легални е исто така огромен. Европа мора да најде начин да се справува со тие проблеми и од тука почнува некаде подемот на радикалната десница. И нивниот раст сега веќе не се должи толку на таа имиграција илегална која што е да некаде илегална сопрена, туку на економскиот пат. Како што паѓаат економските параметри, како што се зголемуваат долговите и компаниите работат се полошо, така и државата има се помалку пари, а со тоа го губат и влијанието и моќта овие, да ги речам условно, центристички партии, посебно конкретно за Германија, ако зборуваме, вие можете да го следите растот на АФД, на радикалната десница, де факто со тој економски пат, мислам, после секој квартал која ќе кажат дека економскиот раст ни овој квартал не надмина, например, 0,1, 0,2, 0,3%, што е минорно, нели? Мислам дека АФД добива плюс 1%, затоа што луѓето не живеат подобро. Ме разбирате? Има тука многу фактори, вие претходно зборувавме нели и за Европската унија и еднината, тие одлуки мора да се донесат во главните градови прво, а потоа и во Брисел. Каква ќе биде еднината? Јас верувам дека Европската унија апсолутно има еднина, меѓутоа каква ќе биде ќе видиме. Тоа се големи одлуки. Тие не можат да се договорат ни во однос на надворешната политика, никако не може да се разбие тој систем на консензус во однос на носењето одлуки во надворешната политика и мислам дека нема ни да успеат да го разбијат. Ќе се обидам да парафразирам нешто Боцевски рече, Европа него остана бавна во овој свет кој е брутално брз во последниве години, некако не се адаптираше, барем спомна ново лидерство кое можеби ќе преземе други чекори, кои можеби ќе завршат и со развод. Тоа значи губење на концептот на оваа Европска унија, каква што ја знаеме сега. Меѓутоа, еве вака да ве прашам, бидејќи често патувате во Европа, еве Бориси живее и работи таму, кој е проблемот на просечниот европеец денес најголем? Во вашите очи, што е најголем предизвик за просечниот европеец денес? Ајде, Борис, прво. Ајде, парите, апсолутно економијата. Значи, цените растат, инфлација, посебно последниве години, поради недостатокот на енергенси и растот на цените на енергенсите расте инфлацијата. Како што расте инфлацијата, паѓа стандардот и тоа е најголемиот проблем. И тоа збориме за клучните земји членки на Европската унија, збориме за Германија, збориме за Франција. У некои јужни држави оди подобро на континентот, меѓутоа тие што се мотори на Европската унија, тие што треба да бидат силата нели на напредокот и на одење напред,
економијата е најголем проблем. И така се плашам дека така ќе остане уште некое време, затоа што за Франција конкретно не гледам излез од големите проблеми што ги имаат, затоа што им се потребни длабоки реформи, а не ги прават, додека кај Германија проблемот се апсолутно енергенсите. Боцевски? Па, ако гледаме на ниво на просечен граѓанин, тоа е отсуството на перспектива и фактот дека имаме растечка нееднаквост, што секогаш е проблематична. И втората работа, посебно кај младите, безперспективноста во смисол дека оној моделот кој што постоеше повеќе од век и половина, дека нели се завршува средно училиште занаетско или пак се завршува факултет и потоа се наоѓа стабилна работа, веќе виси во воздухот. И исто она генерацијски договор дека нели секогаш децата живеат подобро од родителите како да престанат да функционира во овие општества. Може би тоа е идеална перцепција, може би не е идеална реалност. Меѓутоа перцепцијата е таа што ја крои политиката. Не се гласа во основа на реалноста, него во основа на тоа како луѓето сметаат дека изгледа таа реалност. А инаку проблемите, ако гледаме, почна 2008 година со големата економска криза, со одговорот на таа криза и меѓу другото растот и подемот на радикалните опции, радикалните десни опции што ги нарекуваме, започна исто така во тој период. Впрочем, секоја економска криза дава радикални одговори. Сега прашањето е како политичкиот систем ќе се справи со нив. Мислам дека проблемот е што во моментов се чини дека нема голем проект, нема една голема визија која што го спојува континентот, нема едно големо лидерство. Например, околу Кина ни е јасно каде председателот Ши ја води Кина. Индија е јасно каде председателот Моди ја води Кина. Дури и Русија, и на нив им е јасно каде Путин ја води Русија. Од демократските земји е Лула да го земе во Бразил. Јасно е каде он го води Бразил. Каде оди Европската унија? Кој е, како ги нарече ти, цивилизацијскиот проект на Европската унија? Кој е? Како се замисла Европа себе си за 10 години? Како се замисла Европа наредниот век? Значи, фокусот на политичките енергии, фокусот на економските енергии изостанува во моментот. И во услови на ваква нејасна перспектива, колку е реално да зборуваме за проширување? Од една страна, значи каде оди Македонија во таа Европа која и самата не знае каде оди, а од друга страна многу фрустрира фактот што земји кои беа далеку зад нас, еве сега на пример и Албанија и Црна Гора се далеку пред нас, кога станува збор за приближувањето до Европската унија и за можноста поскоро да станат земји членки од нас. Јас мислам дека малку оваа реторика треба да ја напуштиме, кој е пред нас, кој е зад нас и така натаму. Реков, немаше шанса Македонија. Јасно е како изгледа една земја кога има шанса. Например, Солунска декларација во 2003 година ги придвижи духовите на Балканот. Јас навистина мислам дека во тој момент имаше, во воздухот се чувствуваше тоа, дека политиката во Европа сака да го види Западниот Балкан, каде што тогаш беше и Хрватска во ЕУ. Кога настана проблемот? Проблемот настана со двата референдуми, посебно со францускиот референдум. Францускиот референдум ги преплаши европските елити, посебно и холандскиот референдум. Кој настрада како резултат на овој, како што го викаме денеска, популистички бран? Проширувањето. Толкувањето на сите беше заради тоа што пребрзо се проширила унијата, премногу странци дошле од источна Европа, Централна Европа, премногу пари се прелеваат таму, затоа одговорот на луѓето бил таков, што ќе правиме кога сопреме проширувањето, но ќе ја бутнеме Хрватска од погрешни причини. Не ја бутнаа тогаш Хрватска затоа што Хрватска била економски или институционално подобра од сите нас останатите. Исто и со Германија и со Бугарија и Романија претходно. Да, Бугарија и Романија од геополитички причини знаеме зошто. Хрватска веројатно имаше тука и културолошки хантингтонијански причини или судирот на цивилизации и така натаму, и тоа беше грешна одлука. Од тогаш па навака. Значи, да не се залажуваме. Прво немаше дури ни за процесот согласност на ниво на Европа, дека процесот ќе се тера. Сега има бар согласност дека процесот ќе отераме. Дали проширувањето може да биде одговор на внатрешната криза со која е соочена Европската унија? Не, затоа што Европската унија, знаеш, ајде да замислиме некој голем град, како да речеме, Њујорк, така? Јас мислев ке речеш Прилак. Да, Њујорк. Њујорк совршено може да функционира со една фавела, како Харлем, внатре во нејзи. Така? Европската унија совршено може да функционира со една фавела, Западен Балкан, внатре во нејзи. Тоа е проблемот. Значи, Балканот е тотално економски, политички, на било кој начин небитен, ниту пак има оние сега, како се овие проекти што ги прават, корозивно, кинеско, турско, руско влијание, ништо од тоа нема. Овдека има само европско, американско влијание, ништо друго нема. Значи,
Едноставно, со една фавела внатре во овој рајон, плюс минус, нема да смени ништо. И тоа е проблемот. Затоа што, без разлика колку и да е мал Балканот, влезот на овие земји ќе донесе нова енергија во Европа. Нас внатре исто така ќе ни користи, затоа што кога сме дел од една поголема целина, поинаку функционираме. Зошто тогаш проширувањето не може да биде одговор на кризата со која е соочена Европската Затоа што треба многу поголемо проширување и треба еден многу поголем проект. Проширувањето може да биде само дел од мозаикот на одговорот, но не може да биде суштинскиот одговор. Суштинскиот одговор треба да биде проектот. Каде Европа иде во 21 век? Тоа е одговорот. Борис, дали денес проширувањето е геополитичка потреба или бирократска нужност, или ниту едното, ниту другото? И како, например, од европска перспектива се гледа на онаа перцепција што ние овде ја имаме, дека се чувствуваме фрустрирани поради тоа што некои долго чекаа поради економските реформи, а некои брзо влегуваа поради политички одлуки. Така беше до сега. Значи, зборуваме за две работи. Прво, интересот на Европската унија за проширување и вториот дел од приказната е каде е Македонија во тој дел, нели? Јас лично не очекувам дека Европската унија набрзо ќе се прошири со нови членки или доколку се направи некакво проширување, зборуваме конкретно за Црна Гора и за Албанија во некоја следна рунда и веројатно у некоја варијанта Украина и Молдавија. Прво мислам дека, пак ќе кажам, и да дојде до некакво проширување со овие две западно-балкански држави, тоа нема да биде класично. Речи се сигурен дека полноправно членство нема да има во тој дел за нив. Веројатно ќе се бара некој модус вивенди, некои резервни опции, преку учество на заеднички пазар и така натаму, или преку откажување на правото за учество во надворешна политика или во генерално во правото на глас, она што веќе Рама го најавуваше неколку пати. Тоа е едниот дел. Прво затоа што у Европската унија за проширувањето решаваат земјите членки на Брисел, не Европската комисија. И од тука, затоа што не гледам интерес нити во Париз, нити во Берлин, значи двете клучни земји членки на Европската унија, да се случи такво проширување. И понатаму во истиот дел, ако го прочитате коалицискиот договор во Германија меѓу двете владеачки партии во моментот, таму пишува дека проширувањето ќе се случи дури од како ќе се реформира Европската унија. Тоа е нешто што и претходниот канцелар Шолц го зборуваше со години. Така да не гледам дека нешто се случува во реформата на Европската унија. Не очекувам дека брзо воопшто е можно да се случи таква реформа, затоа што тоа се тешки преговори со многу тешки компромиси и не гледам интерес кај добар дел од малите земји членки на Европската унија да дозволат да се откажат од своето право на вето. Нема да има брз прием на Црна Гора и Албанија во Европа? Па јас не очекувам да станат полноправни членки, така да кажеме, барем не во таква форма како што стана досегашните членки на Европската унија. Што се однесува до Македонија од една страна самата испушти бројни шанси. Поцевски вели не треба да се бара вина кај нас, не е Македонија виновна за ништо. Не барам ни јас вина, јас само кажувам дека Македонија испушти бројни шанси да се европеизира и да се доближи до Европската унија. На нас не, како да ви кажам, не ни треба Европската унија за да научи некој дека ѓубрето не смее да стои на тротоар поред контейнер, нели? Тоа можеме и сами да го научиме и да го направиме. Макар што добивавме стотици милиони, да не речем милиарди евра помош за многу работи, почнувајќи од изградбата на правната држава и владењето на правото, преку демократијата, преку човековите права, па до овие секојдневни проблеми со кои што секојдневно се соочуваме овде и не нервираат сите, нели? Јас кога сум тука, вие бидејќи сте постојано тука. Зборот ми е Македонија пропушти шанси и во тој дел и во делот на Европската унија на забрзаната интеграција, да речем, со тоа што, гледаме со години преговорите не се отвараат, причините не мораме сега да зборуваме, сите ги знаеме, јасни се. Дали Европската унија има вина? Апсолутно има вина Европската унија, меѓутоа за која Европска унија зборуваме? Јас пак ќе кажам, Европската унија се членуваат земјите членки, кои што носат одлуки. Во случајов Македонија имаше проблем со една земја членка, па со друга земја членка, па со трета земја членка на крај, ако да не го забораваме француското вето 2019. Нели? На проширувањето. Така да и едните и другите имаат вина, меѓутоа тоа не ја сопира оваа земја да прави нешто, да се развива и да се европеизира, а тоа не го прави. Само да кажем, пропушти Борис да каже, знаеш, сите пропуштаме да кажеме дека пред француското не во 2019, во 2018 Германија изглуми дека треба некои парламентарни процедури да ги заврши и така натаму, така што тоа не го спомнуваме, меѓутоа треба да го спомнуваме. Значи и таква глупост се случи, која што не требаше да се случи. Меѓутоа и треба да се кажат работите со вистински зборови, на вистина беше. Меѓутоа
Македонија, тука се согласуваме, никогаш немаше консензус за приеме на Македонија, затоа што кога знаеме да го препознаеме моментот кога консензусот е постигнат. За Хрватска спомнавме, па и Бугарија и Романија. Точно го знаевме датумот кога ќе влезе. И не само тоа, вие видовте и самите. Во моментот кога една земја веќе знае дека треба да влегува, не само да не ги спроведуваат реформите, туку напротив, ништо да не прават. Па и на нас да идат, они влегуваат. Така беше. Значи, и сега да се разбереме, не проширувањето не трпи заради тоа, заради однесувањето на овие земји. Проширувањето трпи заради недостатокот на одлука за прием. Инаку, дај Боже, ние да влеземе во единствениот пазар, затоа што она што како политолози, јас сигурен сме политолози, го забораваме, единствениот пазар е унијата. Сето останато е едни убави принципи, една убава поезија, меѓутоа суштината е единствениот пазар. Ако се понуди единствениот пазар, тогаш тоа треба да се прифати со двете раце. За мене се уште е нејасна одлуката на председателот Пендаровски оној пат кога правеше Макрон сондажа помеѓу балканските лидери, кој онака храбро го одби, нели, предлогот, додека Вучич и Рама го прифатија. Мислам дека тоа е еден модалитет да се направи еден меѓучекор. Значи, влеземе ли ние во единствениот пазар, нашите граѓани, нашите индустрии буквално ги уживаат сите права како граѓаните индустриите на Европската унија. Значи немаме тука никакви, ќе функционираме како европска земја. Готово. Дали имаме ние еден комесар во Брисел и 8 пратеници, на никој во држава тоа не му значи, исто како што во Германија не им значи тоа. Колку европратеници имаат, колку парламентарци, всушност забораваме дека кога носеше пресуда во однос на изборите, германскиот сојузен суд, нели беше оспорена на клаузула од 5%. Одлуката беше следна на германскиот уставен суд. Вели, Европскиот парламент не е тело кое што возможува контрола на извршната власт и кое што произлегува извршна власт. Тоа е едно тело за дебата. Затоа ја тргаме од 5% клаузулата. Тоа го кажам. Значи, суштински за нас е влезот во пазарот. Влезот во пазарот, сите овие нешта ќе функционираме ко дел од Унијата, ќе бидеме повторно во контакт, во конкуренција со земјите од Европската унија и на тоа треба да се работи. Колку тезата дека Македонија не добила никогаш вистинска шанса поради двојните стандарди на Европската унија или поради интересите такви какви што биле, може да биде оправдување за ова што го зборува Борис, дека сме на некој начин лош ученик кога станува збор за процесот и проектот Европа дома. Кој не спречи и зошто? Дали се винов, дали тука гледате вина во политичките елити или во менталитетот на македонскиот граѓанин? Зошто не научивме каде се одложува сметот или зошто можеме да го исчистиме Скопје за 72 часа, меѓутоа не можеме да го одржиме чисто? Значи јас како средношколец бев на размена во Есен. Тоа е еден град во Кетвих, тоа е еден град меѓу Есен и Дизелдорф во Германија. И таму видов кој штрекува, ѓубреџиите штрекува 5 дена. Есен, првиот ден се затрупа во ѓубре. Полошо неголи што сте го виделе Скопје било кога. Четвртиот ден мислев дека како оние сцените, како изгледа светот после атомска бомба, така делуваше. Еден од најразвиените градови во Америка. Петтиот ден кога заврши штрajкот на ѓубреџиите, се беше исчистено. Значи не е до менталитетот, него до функционирањето на службите. Тука потврламе. Ова е европски народ. Ние сме европски граѓани, делиме европските вредности. Кога дека се слушнале дека некој во Македонија зборува за некакви си алтернативи или за некаков алтернативна култура, споредено со таа што е европската. На крајот на крајшта како сме облечени, кои ни се амбициите, како семејствата. Европски народ сме по сите нешта. Ако ние менталитетот европски, зошто не можеме да ги европеизираме институциите? Како и секоја сиромашна земја и како секоја дисфункционална и неорганизиран дел од Европската унија, потврламе во делот каде што политиката треба да ги организира јавните служби. Сега, во Неапол, кога него собира ѓубрето, па армијата Италија ја активира или да се собере ѓубре, не збора за тоа, за менталитетот и за било што, него зборуваат ајде како да се организираат. Значи ние во тој аспект треба да си гледаме работите. Тој аспект се решава со демократизација, со демократијата, гласаме додека не добиеме тоа што сакаме да гласаме, а верувајте, влеземе ли ние во единствениот пазар, самиот тој притисок на функционирање во еден малце поголема средина ќе направи механизам. Јас често користам во разговорот со тебе, Горан, примерот со Универзитетот Кирил и Методи. Врвот на функционирањето на тој универзитет беше во 80-тите години. Зошто? Тогаш се бореа за најдобриот студент со универзитетите од Белград, од Загреб, од Љубљана, од Нови Сад и мора да држат чекор макар со ова југословенска лига. Во моментот кога вие сте дел од една поголема средина, Европа, тогаш вие сте во конкуренција со Сорбона,
Вие сте во конкуренција со Хайделберг како универзитет зборам. Истото е и за домашната политика, за домашните градови. Друго е кога ќе се изложите на оваа конкуренција. Штом се затворите, пропаѓате. Борис, кога доаѓаш во Скопје, велиш ти пречат многу работи, Боцевски, ти патуваш надвор и гледаш што ви пречи во тој европски менталитет што го имаме, а не сме европеизирани сепак. Вака во секојдневниот живот, како што ве прашав, кој е најголемиот предизвик за просечниот европеец денес, двајцата се согласувате дека тоа се економските предизвици, парите. Што е она што најмногу ве фрустрира овде и што не турка, да не можеме да ја видиме, да ја почувствуваме Европа дома, кога Европа не сака таму? Види, балканскиот менталитет владее овде и тоа на многу силно, да речам, ниво, на едно критично ниво, и тоа го гледаш секој ден на секаде во се. Значи, од поминување на пешачки на улица, преку, ги спомнав преска контейнерите со ѓубре, преку тоа што, не знам, одењето пешки или со велосипед низ улиците, знае да биде ризик поради големиот број на диви кучиња или не знам како да ги наречам, до завршувањето работа во општина, до завршувањето работа во државна институција, до одењето на лекар може да биде тешка траума, значи, знаете како функционира се, или со врски, или со пријатели, или со познанства. И сето тоа се работи кои што фрустрираат. И од она што го гледам последниве години и овие бранови иселувања кои што само траат и само се зголемуваат, се поголем број луѓе не ја напуштаат оваа држава заради парите, туку заради сето ова што ги опкружува овде. Заради неквалитетниот катастрофален образовен систем, заради ужасниот здравствен систем и ради сето ова друго што се случува во општеството. И тоа е голем проблем во оваа држава кој што со години не се решава и не се само институциите проблем е целата матрица на размислување и на делување на обичните луѓе, на граѓаните, кои што граѓанската култура и граѓанската свест е на многу ниско ниво за многу работи. Боцевски, вели европејци? Тоа е негов став. Немам ја ништо против тоа. Ја го кажувам она што јас го мислам и она што го гледам. Колку сме европејци? Многу малку. Многу во мал број би рекол. Од луѓето имаат однос кон државата, однос кон соседот, однос кон институциите, однос кон она околу тебе, значи на многу ниско ниво се тие работи. Затоа велам, општата култура, граѓанската култура се на многу ниско ниво и тоа го гледаме по секојдневието во се. Како да го подобриме тоа? Тешко, треба да се работи. Треба да се работи, сиромашна држава сме, во која што има една култура во која, за жал, политичарите со години, така да речам, имаат проблем со корупција, имаме генерално голем проблем со корупција, имаме голем проблем со владењето на правото, судскиот правосудниот систем не функционира или лошо не функционира, и мислам дека од тоа натаму тоа се ефектуира на се и да не го забораваме образовниот систем кој што треба да продуцира од најмали ноги до највисоко ниво квалитетни луѓе. За жал, сметам дека не го прави тоа. Боцевски, како да го европеизираме балканскиот менталитет? Јас тука не согласам, мислам дека балканскиот идентитет е европски. Значи по сите стандарди. Зошто тогаш не се согласуваш со сликата што ја опишува Борис? Не се согласувам со сликата, меѓутоа тоа не е врзано со некој културолошки, тоа е врзано со безпарицата која што има овие земји. Значи и на крајот и критиката за политичарите. Никој не ја критикуваше политичарите во Европа дека добро има беше. Сега одеднаш како не иде добро, почнува да ја критикуваат, така што нормално е сето тоа. Меѓутоа, проблемот што го имаме овдека е проблемот врзан со економскиот развој. Културолошки ова е нормален европски народ. Културолошки ние ништо не се разликуваме со ништо. И не само тоа, ја други примери ќе ви дадам. Ја гледам дека има една степен на солидарност. Кога чекате и кога некој прави проблеми, луѓето му зборуваат да се смири. Значи, насилникот сите го отфрлаат, како да кажам. Така што, значи, не гледам дека овдека културолошки имаме некаков си ние проблем или дека културолошки ние сме некој си заостанат бил. Нема врска. Ние сме типична европска нација. А и образованието на крајот на криштата сите тројца сме студирале надвор, сме работеле надвор. Некој ни го спори образованието, не ни го спори. Проблемот е факт е дека е послабо и послабо било од секогаш. Не постоела некоја златно доба кога ова било на ниво на развој на Германија и на Франција, подеднашка пропаднало. Ова секогаш била една сиромашна европска земја. Исто и оние нашите легенди, митови за времето животот во социјализмот. Ако ги погледнете статистиките, Народна република Бугарија, нивниот бруто општествен производ по глава на жител секогаш бил повисок од бруто општествениот живот на граѓаните на Социјалистичка република Македонија. Значи,
И денеска е така, нема ништо драматично тука што се променило, меѓутоа факт е дека кога не функционираат службите, институциите, треба да го лоцираме проблемот. Проблемот е во политиката. Како се менува политиката на избори. Ако сме погрешили, сме избрали погрешни луѓе, имаме пак шанса да бираме. Тоа е убавината на демократијата. После неколку промени ќе дојдеме до оние кои што може да дадат резултат. И за крај, ако се обидеме да бидеме визионери, да фрлиме поглед во иднината, да се обидеме да прогнозираме каде би била, како би изгледала Европската Унија по 20 години, кога ќе навршува 1 век од таа Шуманова декларација, значи 100 години Европска Унија, и каква би била македонската приказна во тој мозаик. Јас можам само да се надевам дека македонската приказна во тој мозаик конечно ќе стане една успешна приказна и дека Македонија ќе стане дел од европската приказна. Македонија е дел од Европа секако и треба да биде дел од Европската Унија. Мора многу работи тука да се променат за тоа да се случи. И некои работи очигледно и таму за тоа да се случи. Мојата искрена надеж и очекувам тоа да се случи дека Европската Унија ќе преживее и ќе излезе посилно од овие кризи кои што доправа доаѓаат уште многу. Таков впечаток има. И тоа е тоа. Подсетки Македонија Европска Унија 2046. Па, види се, не знам зашо избар 46-та. Па 20 години, 1 век од Шуманова. Меѓутоа во перспектива 2 декади. Дека Македонија може во 1946 година дека повеќе од половината од населението, 2/3 од населението беа неписмени. Немаше улици, немаше патишта. Луѓето живееа сиромашно, просечниот животен век беше под 50 години. Па, успеа Македонија за 3 децени да направи модерно индустријско општество. Значи може Македонија кога сака. Ако видиме од 2006 на што направи. Значи Македонија може ако сака. И од 2006 година сега малку да не романтизираме, и тогаш работите беа поинакви, тогаш посиромашно се живееше од сега. Работата е што нашиот ниво на развој е многу побавен од она што сакаме да го имаме, она што сакаме да го видиме, посебно кога светлиот пример на Европа е тука. Ние тоа ниво сакаме да го достигнеме. И сакаме побрзо да се приближиме до тие стандарди, а не до овие малечки помрднувања кои што ги имаме во текот на годините. Сега, неблагодарно е, како ви Канштейн, неблагодарно е да се предвидува посебно за иднината, нели? Така што Европската Унија не постоеше, нели? Ниту пак имаше, ако гледам, ниту пак имаше било какви предвидувања дека постои, ако имаме 100 година, 1926 година, многу лоша година е. Уствари не, добра година е тогаш. Тогаш економски е извонредно, тогаш се е супер, само Италија нешто тука, Мусолини едно друго. 3 години подоцна што се случи во Европа? 15 години после таа 1926 година што се случи во Европа? Каде беше во Европа? Така што ајде да го гледаме ние моментот утре, да го гледаме моментот за утре, да се фокусираме на она што реално можеме да го направиме. Би било убаво ако геополитички Европа покаже доблест и реши да влеземе макар во единствениот пазар. И да се фокусираме на тоа, и ние и тие. А потоа ќе видиме, најверојатно ќе најдеме некој излез. Ивица Боцевски, поранешен вице-премиер за евроинтеграција, Борис Георгиевски, Дојче Веле, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на ние. Благодарам за покана. Ете, почитувани гледачи, тука е крајот. Прославете го утре денот на Европа и обидете се, бидејќи сме географски европејци, да бидеме европејци и во менталитетот. Довидување во понеделник во истиот термин.